Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Кардиоваскуларните болести се болести на срцето и крвните садови. Тие се водечка причина за смртност во светот. Какво е влијанието на нездравиот животен стил, како што е неправилната исхрана, но и покачениот крвен притисок врз ѕидовите на крвните садови? Дали сите лица со кардиоваскуларни болести имаат симптоми или пак може понекогаш болеста да биде асимптоматска? Која е улогата на редовните контролни кардиолошки прегледи врз здравјето на кардиоваскуларниот систем? Имаме навистина многу прашања кои што денеска ќе ги упатиме на професор доктор Маријан Бошевски, кардиолог од Универзитетската клиника за кардиологија, воедно претседател на Македонското здружение по кардиологија. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок. Останете на Телма. За кардиоваскуларните болести во денешната Телма амбуланта разговараме со професор доктор Маријан Бошевски, кардиолог од Универзитетската клиника за кардиологија, воедно претседател на Македонското здружение по кардиологија. Професоре, добар ден. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добре ве најдов. Благодарам за поканата и можноста да споделиме некои информации. Професоре, од 5 до 8 октомври се одржа 7-миот Македонски конгрес по кардиологија. На што се темелеше неговиот концепт годинава? Концептот се темелеше на традиционалноста што ја имаме на кардиологијата, имено малку да се навратиме на минатото. Од 1964 година датираат првите корени на кардиолошката секција и скоро еве 60 години како перзистираме во едно самостојно здружение кое што е полноправна членка на Европското кардиолошко здружение. По 7 пат се собравме во Охрид и некаде со над 500 регистрирани партиципанти, учесници од земјата, но од Европа, како и од Америка и од целиот свет. Активно дискутиравме практично за скоро сите области на кардиологијата и васкуларната медицина. Конгресот не беше наменет само за кардиолози. Сметате ли дека неговата содржина е корисна и за интернистите, семејните лекари и слично? Секако да. Тој е концептот на нашето здружение, бидејќи во нашата земја имаме стотина лиценцирани кардиолози, но здружението брои скоро 350 членови, инкорпорирајќи ги интернистите, инкорпорирајќи ги семејните лекари, всушност сите оние кои што на некој начин ја допираат кардиологијата, повеќе или помалку. Така, секако. И Европското кардиолошко здружение, членовите на ова здружение исто така пројавија интерес за конгресот. Има ли тие собствени излагања? Да. Представување? На самото отварање пленарно излагање имаше подпредседател професор Масимо Пиеполи, а потоа скоро во секоја сесија, имено имавме 31 сесија, имавме 12 комерцијални симпозиуми и 2 работилници, во кои што немаше да нема некој интернационален или да го наречам регионален експерт кој што учествуваше активно и дискутиравме заедно околу соодветните од подрачја во кардиологијата. Многу е важно да се споделуваат постојано нови искуства и нови содржини поврзани со кардиологијата. Бидејќи тоа е динамична наука, велат, постојано треба да учат Апсолутно, лекарите. Затоа што ние не можеме сами. Науката има една колективно значење, всушност како и обстојувањето на човекот. Посебно за една наука која што има карактер на меѓународна наука, која што новините ги диктираат практично оние земји кои што се богати и каде што се прават оние рандомизирани студии, а ние можеме да учествуваме или некојаш пасивно да ги следиме. Секако дека тука взаемноста е она што е доминантно. Можат ли тие новини да се инкорпорираат во нашиот систем? Апсолутно да. Апсолутно да. Јас нескромно ќе кажам дека децениски нашето здружение активно учествува во изготвувањето на сите европски водичи за лекување на поодделните болести и се што излегува тековно, а има некаде од 4 до 5 водичи кои што излегуваат во дадена година и на секој европски конгрес се промовираат како такви, ние со нашите членови активно учествуваме како соработници или рецензенти и фигурираме како
во авторскиот тим на тие водичи за поделните болести. Воедно, тие водичи се преведуваат и стануваат полноважни на наш терен и ние практично ги применуваме ги Што во значи секидневната пракса. Значи нашите пациенти всушност се лекуваат на најсовремен начин, како и секаде во светот. Да. Што би издвоиле еве од 7-миот кардиолошки конгрес македонски? Би можеле ли на нешто да се фокусирате како посебно важно? Ако би издвоил, би бил субјективен. Па зашто да не? Еве, имате можности Ако би за издвоил, би такво бил нешто. субјективен. Меѓутоа, она што беше како ивенти кои што беа со меѓународно или акредитирани од Европското здружение, беше симпозиумот за срцева слабост. Именно имаме нов водич апдетиран за срцева слабост, во кој што ние учествувавме, а во тек е и регистрацијата на оние лекови кои што ние ги немаме во нашата земја, за да биде комплетирана целосната палета која што ја употребуваме во лекувањето на ова болест која што има лоша прогноза. Што се однесува до оние сесии кои што зборуваат за превенцијата на кардиоваскуларните збиднувања, вклучувајќи она сесија која што го славеше Денот на срцето, а беше поддржана од Светската федерација за срце, ние со регионалните председатели, говорејќи, без да се лажиме, Македонија, нашата земја е во една црвена зона. Што значи тоа црвена зона? Тоа значи дека факторите на ризик не се под контрола. Ќе проговориме за нив детално во денешната емисија. Кога ние ќе се споредиме со соседните земји, кои што се па и членки на Европска унија, ние воопшто не заостануваме назад. Значи, ние го следиме регионот. Така. Ние го следиме регионот. Така да, пораката од овие сесии е дека ние треба многу да правиме како заедница, како здружение, како поединци, како фела и заедно со другите национални здруженија во превенцијата на кардиоваскуларните збиднувања. Така дадовте и признание на одредени ваши колеги кои што дале свој голем придонес во развојот на македонската кардиологија. Да, тоа беше иницијатива на ова председателство и практично се гордеам со тоа, затоа што ние ги припомнавме нашите учители. Тоа се доајените на македонската кардиологија. Професор Лазар Србиновски посхумно и професор Владимир Борозанов, кои што беа во еден голем период, многу значаен период за признавањето на нашето здружение, председатели практично на националното здружение. И какви се оддеците по завршувањето на 7-миот македонски кардиолошки конгрес? Па воглавно се позитивни. Воглавно од она што слушнав од оние што беа присутни, од оние што активно учествуваа, оние што пасивно слушаја, но и оние кои што не успеале да дојдат едноставно, мислам дека само позитивност го следеше овој конгрес. Честитки за успешниот организиран конгрес и ви посакувам уште понатамошни успешни негови изданија. Благодарам. А ние сега преминуваме, професоре, на кардиолошките заболувања, на кардиоваскуларните поточно заболувања, кои што се водечка причина за смртност во светот. Каква е ситуацијата кај нас? Ситуацијата е идентична како што е глобално. За време на ковид епидемијата за момент се помисли дека можеби некои други заболувања го земаат приматот на циркулаторните заболувања или кардиоваскуларните збиднувања како најголем дел од таа групација. Меѓутоа, овој период на пандемија го потенцира уште значењето на кардиоваскуларните збиднувања, бидејќи во најголем дел тие пациенти умираа од кардиоваскуларна смрт. Така да и до ден денес тие се водечка причина за смртност. Секоја секунда неколкумина умираат од кардиоваскуларни збиднувања. А зошто е тоа така? Тоа е повеќе кратно. Затоа што се непрепознаени, факторите на ризик не се ставени под контрола глобално или препознаена е болеста, но несоодветно се лекува.
Кои кардиоваскуларни болести најчесто се диагностицираат кај нас? Од што најчесто страда македонската популација? Ако зборуваме за честота, најчеста е артериската хипертензија, односно покачениот крвен притисок. Втора причина се васкуларните заболувања, вклучително коронарната артериска болест и придружните заболувања кои што нејзеја следат, а тоа е периферната и цереброваскуларната болест. На ова се надоврзува веќе спомнатата срцева слабост и секако болестите на залистоците, болестите на другите овојници на срцето и така натаму. Велат дека ризикот за кардиоваскуларни болести не е ист кај мажите и кај жените. Зошто е тоа така? Тоа е затоа што до одреден период вас жените ве штитат естрогените. Женските хормони. Да. Во периодот кога жените влегуваат во менопауза и после тоа, они се порамнуваат со мажите. Ви тоа од секогаш го сакате, нели? Имате можност да За жал не морало и да се порамните со мажите. И после одредена возраст станувате еквивалентни во однос на ризикот. Имено машкиот пол е независен фактор на ризик од васкуларни збитнувања. Токму заради незаштитата од естрогените како такви. Дали може би токму поради тоа и жените поретко ги препознаваат знаците за кардиоваскуларни заболувања? Женскиот организам е поспецифичен од машкиот организам и последните години се става акцент на посебен облик на женско здравје, вклучително и женско кардиоваскуларно здравје. Тоа не е дека нешто треба засебни лекари, нешто дека треба засебни институции, но има свој специфики жената како организам, жената како особа која што може би е посуптилна, да се обрни малку поинакво значение и поинаков поглед на жената кога станува збор за незиното здравје, вклучително и кардиоваскуларното здравје. Точно ли дека не секогаш ги препознаваат жените симптомите, да речеме, за инфаркт? Перцепцијата за болка е... Така, дали се различи симптомите кај мажите и кај жените? Не се различни симптомите. Симптомите се идентични. Меѓутоа, перцепцијата за болка е различна. Индивидуално и во зависност од присутноста на друга болест од типот на диабет, постоење на неуропатија и така натаму. Професоре, а возраста како ризик фактор, каква улога игра? Возраста е... Бидејќи се помлади луѓе страдаат од некој кардиоваскуларен настан. Возраста е независен фактор на ризик. Сам по себе, пациент кој што надминува одредена возраст, пред некоја деценија беше 70 години, сега е померено некаде на 60 години, и да нема видливи фактори на ризик, наоѓаме некаков облик на васкуларна болест. Зошто е тоа така? Затоа што едноставно стареат крвните садови. Тие стареат од моментот на раѓање, меѓутоа тоа се кумулира во текот на децениите, така да возраста е независен фактор на ризик. Ајде да проговориме за животните навики. Споменавте дека ние сме тука црвена зона. Какво значење има нездравата храна? Полна со трансмасти, со шеќери. Ретко кој веќе има семен ручек во домот, па сготвена манџа или пак супа како пред јадење, салата и слично. Може би го допирнавте и најбитниот момент кој што влијае на тоа црвенило кое што го имаме во нашиот регион, ако на тоа се додаде и социоекономскиот статус. И тоа е многу важен фактор. Тоа е многу важно. Некој може би сака да има здрава исхрана, меѓутоа не може да си дозволи. Меѓутоа, начинот на живот, под овај термин подразбираме нели здрава исхрана и подразбираме регуларен животен стил. Регуларниот животен стил значи добро спиење, добар сон. Одморот е соодветен за секој човек. Така да тој што ќе ви каже, мене ми е доволно 3 сати спиење. Греши. Тој греши или може би моментално му е доволно, а тоа се кумулира после тоа. И начин на живот кој што подразбира регуларна физичка активност.
Регуларна физичка активност не значи да одиш до пазар или Зачистиш по дома? да зачистиш по дома. Тоа е нешто кое што е ординар или не влегува во физичка активност. Многу ми не го смета тоа всушност за физичка активност. Смета дека се активни во текот на денот на таков начин и дека немаат потреба за дополнителна активност. Каква треба да биде, професоре, таа физичка активност? Таа физичка активност ја адаптира секој спрема својот организам и според она што може да го даде. Имено некогаш е доволно една прошетка по кеј или прошетка до одредена цел која што ќе биде неколку километри. Не мора да биде со барз чекор, не мора да биде со трошење на некоја голема енергија, меѓутоа е физичка активност. И таа мала или минорна физичка активност. Она што е веќе умерена физичка активност, подразбира кое што е возење на точак, умерена, аеробна во фитнес клуб, трчање по кеј и така натаму. Тука влегуваат и оние ексцесивни, кои што се одлика на само на одредена групација и кои што секако може да ги прави само организам кој што е соодветен за тоа и нема ограничување. А дали лицата со кардиоваскуларни болести може да бидат физички активни? Секако да. И тоа е препорачливо. Бидејќи ти обично се штедат, седат, меѓутоа степенот се плашат. на физичка активност што треба да ја дадат е во релација со советот што ќе им го даде нивниот лекар. Значи само под контрола. Така е. Но никако да се исклучи физичката активност. Уште малку би сакала да се задржам на исхраната на оние трансмасти и рафинирани шеќери што се секојдневно присутни во нашата исхрана. Вела дека тие директно влијаат врз здравјето на крвните садови. Сега, дали секој од нас што се храни лошо ќе има таков проблем, односно ќе развие атеросклероза? Секако дека метаболизмот е една индивидуална карактеристика. Има особи кои што ќе ви кажат дека секој ден доручкуваат бурек и изгледаат перфектно, како од Холивуд, али тоа е резултат на нивниот предоминантно катаболичен метаболизам. Меѓутоа и тоа е во едно одредено време, додека е организмот помлад. Но, генерално, кога зборуваме за начинот на исхрана, секако тоа е влезено и во нашите препораки, кои што пред 2 години ги промовиравме на Европскиот конгрес за кардиоваскуларна превенција, кои што точно кажуваат што е дозволено, а што не е дозволено. Односно, храна со незаситени масни киселини, дека се предпочитаат зеленчуцоци, дека се предпочитаат овошја кои што немаат концентриран шеќер. Значи, некакво биловоши. Тука има дистинција. Не се предпочитаат пијалоци кои што се со засладувачи. Па дури вештачките засладувачи вела дека се штетни. Се предпочита вода, се предпочитаат пијалоци кои што се практично со цедени овошја. Се предпочита исхрана со маслиново масло наспроти друго. Се предпочита исхрана со меса кои што не содржат голема концентрација на маснотии. Што значи тоа? Никако црвено месо? Не никако да се избегнува? Во исхраната, па и кардиологијата која што е поврзана со исхраната, нема стрикна забрана. Кога велиме нема никако. Јади се, меѓутоа нека да биде во мали или умерени количини. Тајната во умереност. Да. Ние сме блиску до медитеранската храна, затоа што некако сме обкружени со тие мориња, па имаме можност и да јадиме риба, затоа што рибата е апсолутно препорачлива како месо кое што е пред сите други меса заради сите своји карактеристики што ги има. Каква е улогата на дебелината врз кардиоваскуларното здравје, бидејќи тоа е еден изразен проблем? Се повеќе лица имаат прекумерна телесна тежина. Дебелината е независен фактор во однос на кардиоваскуларните заболувања, затоа што таа причинува нарушена хемодинамика, нарушен метаболизам и во одреден момент тоа се луѓе кои што пројавуваат покачен крвен притисок, покачени масноти во крвта, што во одреден временски период се реперкуира во однос на настанување на васкуларна болест или болест на крвните садови. Го споменавте покачениот крвен притисок.
веќе појаснивте дека исклучително чест проблем на овие простори. Сега, што значи покачен крвен притисок, професоре, бидејќи светските здруженија кардиолошки постојано ги симнуваат границите за тоа што представува нормален крвен притисок? Се што е 140 или над 140 систолен крвен притисок и или 90 мм живин столб диастолен се дефинира како покачен крвен притисок. Значи над 90 долниот, што би рекле ние односно народски, над и 140. 140 Тоа е горниот. дефиницијата универзална за покачениот крвен притисок. Меѓутоа, постојат варијации кога тој да се лекува веднаш со лекови, а кога тој да не се лекува со лекови. Ако имаме почетен стадиум на артериска хипертензија, што би се рекло од 140 до 160 или од 90 до 95, меѓутоа ако има уште еден фактор на ризик, или покачени масноти, или шеќерна болест, тој мора веднаш да се лекува со лекови. Ако е изолиран покачениот крвен притисок, А нема останати ризици? а нема, тогаш многу можеме да направиме со физичката активност и со начинот на исхрана. Бидејќи увидено дека добра исхрана и физичка активност Го регулира притисокот? дури за неколку месеци го паѓа крвниот притисок во некои оптимално нормални вредности кои што може да ги толерира пациентот. Затоа вреди нели да се проба да се направи промена во животниот стил. А дали нормален крвен притисок треба да биде со исти вредности кај младите лица и кај оние што се постари, да речеме од 65 години? Тие се различни вредности. Новите студии зборуваат дека оние кои што се со 130, дури со 120 систолен крвен притисок, Добро. и оние кои што се со 80, многу повеќе имаат подобра прогноза него оние што биле под 140. Значи, секој милиметар живин столб е многу побитен во однос на кардиоваскуларната прогноза. Сега, тоа не е идентично кај повозрасната популација, кај пациентите кои што имаат мозочни страданија и така натаму, каде што не треба да бидеме ние многу стрикни во однос на паѓањето на крвниот притисок, бидејќи тоа ќе намали мозочната перфузија и ќе се одрази на други карактеристики, когнитивни и така натаму. А како правилно да го измериме крвниот притисок, бидејќи се случува да сме под стрес, да сме нервозни, се чувствуваме лошо, ќе измериме крвен притисок, ќе покаже на вистина некоја голема вредност, по 5 минути е нормален притисокот. Дали тоа значи дека сме имале висок притисок? Висок крвен притисок не значи дека пациентот има хипертензија. А нормално е во стресна состојба толку да се качи? После одмор 10 минутен, во скоро легната положба се мери со живи столб или сфингвом манометар и обично на двете страни да се спореди. Двете страни, значи на двете раце. Нема правило на левата рака или на десната, бидејќи обично велат на раката која што е на левата рака, каде што е срцето. Значи тоа не е точно. Затоа што во системската циркулација и во нормални услови е идентичен крвниот притисок. А доколку постојат разлики во измерениот крвен притисок на левата и на десната рака? Повисокиот притисок е оној кој што е реалниот. И во кој дел од денот најдобро да се измери крвен притисок? Значи потребно е да се мери во различни временски периоди, затоа што некој можеби на работа има покачен крвен притисок. Некој може во одреден некој дел од можеби денот има да дома овој покачен крвен притисок, Кога ќе дојде дома да му тоа ритне зависи од притисокот, тригер така. факторите, така да се мери во различни интервали временски. Колку пати во текот на денот е најдобро? Па добро сега да не Тие што се имат фиксира покачен крвен пациентот притисок, само тоа бидејќи да само го тоа прави. прават некои и се забележуваат по тоа. Постои тоа динамско мониторирање на крвниот притисок кој што практично 24 часа го мери, имаме еден реален увид за крвниот притисок на пациентот. Професоре, голем дел од лицата што имат покачен крвен притисок земат лекови за смирување и тоа го практикува долго време. Дали е тоа правилен пристап? Ако лекарот оцени дека во таа хипертензија има психогениот фактор соодветно значење, секако да. Тоа е проценка на лекарот. Значи, проценка на лекар не е индивидуална проценка, не индивидуално и не генерално. Бидејќи кога ќе се измерат лицата покачен крвен притисок, веднаш посегнуваат по некое средство за смирување. Тоа не треба да биде Тоа пракса. не треба да биде пракса.
Колку време по земањето на терапијата за покачен крвен притисок треба да се нормализира состојбата? Зависно од степенот на артериската хипертензија. Ако станува збор за нелекувана хипертензија, ако станува збор за напреднати облици на артериска хипертензија, секако ќе треба подолго време. Дури ако е нелекувана хипертензија, а дошол сега прв пат на лекар, што би рекле, за да фати терапијата, па треба да помине неколку недели. Значи не може да очекува чудо преку ноќ да се среди состојбата. А се среќавате ли често со случаи каде што не постои можност да се регулира притисокот? Едноставно е покачениот крвен притисок да биде отпорен на лековите. Да, затоа што постојат облици на резистентна хипертензија. И тоа е облик на хипертензија во кој што ние посегнуваме на цела плеада што ја имаме на лекови, и ако таа не помогне, тогаш помислуваме за постојање на друга причина на таа артериска хипертензија. Дека може би се работи за бубрек, дека може би се работи за некој хормонално нарушување, и ја побаруваме причината се со цел да дојдеме до целта, односно излекувањето. Знаеме дека покачениот крвен притисок негативно влијае врз здравјето на крвните садови, а што е со нискиот крвен притисок? Има лица кои што страдаат и од таков проблем. Да, спрема новата класификација тоа не е болест. А не е тоа болест? Да, тоа не е болест и тоа е хипотонија која што едноставно се коригира со соодветно примање на течности, односно соли. Во нивниот случај е прифатливо да се зема. Зборуваме за индивидуи кои што си живеат нормален живот. Не зборуваме за хипотензија која што се случува во болнички услови заради одредено страдание. Ке ги поканиме професори гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Почитувани од овој момент, емисијата е контактна, телефонскиот број ќе биде испишан на екраните, ги очекуваме вашите прашања. Продолжуваме со хроничните болести. Многу луѓе имаат хронични болести, се борат со нив. Шеќерната болест е меѓу нив, значи дијабетесот. Кога станува збор за кардиоваскуларното здравје и дијабетесот, што можете да кажете за таа корелација? Ме гибнавте за една од најомилените мои точки. Јас имено докторирав на дијабетес и на васкуларна болест. Дијабетесот е независен фактор за ризик од болест на крвните садови, која што дефиниција последните години се малку видоизменува. Што значи тоа? Тоа значи дека пациентот со дијабетес е со висок ризик за васкуларна болест. Меѓутоа, ако има дијабетес и уште еден фактор плюс, тоа е со многу висок кардиоваскуларен ризик. Са навидом изгледа дека тоа е игра на зборови, но не е така. Затоа што ако има и дијабетес и уште еден фактор на ризик, вредностите кои што треба да ги постигнеме во однос на маснотиите, во однос на крвниот притисок, се многу поригорозни него само да има дијабетес. И тука е таа вештина на лекарот, односно приемчивоста на пациентот, дали ќе ги почитуваат советите во однос на кои лекови ќе прима за дијабетесот. Сега имаме веќе нови генерации кои што ги имаме во нашата земја и кои што директно влијаат независно од вредноста на шекерот и врз крвните садови, односно подобриот клинички исход на пациентите. И тоа е една огромна група на пациенти кои што побаруваат интердисциплинарен пристап, практично лекување и од кардиологот и од дијабетологот. Имаме гледач на линија, ќе му дадеме предност, а ќе се задржиме уште малку на оваа тема. Добар ден за него. Добар ден за гледачот кој што очекува вклучување во денешната Телма амбуланта. А не, се исклучил. Добре, продолжуваме понатаму. Колку често треба да прават испитувања лицата со дијабетес за да се спречат несаканите влијанија на болеста со некој дополнителен или ризик фактор што споменавте врз здравјето на крвните садови и срцето? Да, се додека не се регулира гликемијата, бидејќи тоа е период во кој што се дополнуваат дозите на лекот, се намалуваат дозите, некош дури и секи дневно е потребно боцкање на утринска гликемија. Кај овие пациенти секако и
ona glikemija 2 časa posle jadenja ili postprandijalната je od големо значење. Меѓутоа, кога ќе дојде до стабилизација на вредностите, тогаш не е потребно во таков интервал. Ние, например, нашите кардиолошки пациенти кои што се стабилни, побаруваме барем на 6 месеци да прават лабораторија, една комплетна, вклучително со липидниот статус. И тоа го сметаме за сосема оптимално. Липидниот статус го Да. споменавте. Дали, што значи нормален липиден статус? Бидејќи кај некои пациенти покрај тоа што се нормални вредностите се инсистира тие да бидат уште пониски. Последните години имаме редефинирање на вредностите. Ако пред неколку децени, кога почнав да работам како млад лекар, ЛДЛ холестеролот, он е лошиот холестерол, вели да бил под 3 милимола на литар. Сега, овие нови ставови зборуваат дека кај оние пациенти со висок кардиоваскуларен ризик треба да биде под 1,8 милимола на литар. Односно, оние кои што имаат многу висок или кои што имаат кардиоваскуларни заболувања треба да биде под 1,4 милимола на литар. Значи, вредноста е преполовена. Така сега појаснивте всушност зошто се дава терапија кај овие пациенти покрај тоа што ќе добијат некоја вредност на лош холестерол во референтните нормални вредности. Ќе ги вклучиме гледачите, овој пат се надевам успешно. Добар ден за првиот гледач во денешната емисија. Добар ден, ве слушаме, повелете. Дали се слушаме сега? Да, ве слушаме одлично, повелете. Добар ден, поздрав до професорот Бошевски и до прекрасната водителка. Ви благодарам. Моето прашање е околу варирачкиот притисок. Пред малку зборувавме за нискиот притисок, значи за особа која што е кон крај 6-та деценија во менопауза, кога веќе притисокот и нискиот почнува и понизок да станува и понекогаш со главоболки, нагло качување со висок притисок. Дали е тоа некој знак и аларм дека нешто треба дека нешто не е во ред а исто така и ритмот на срцето знае да варира. Значи, од 40 број во минута па до некаде понекогаш и 112. Без некоја особена причина, мислам сега. Се трудиме да имаме вообичаена исхрана, поздрава исхрана, меѓутоа веројатно треба многу повеќе во овој период, зборувам за жени во менопауза, во кој се препознавам, да биде и внесот на шеќерот, веројатно на простите шеќери, многу понизок, исто како и многу мало количество нанесување на маси, особено само маслиновите кои што се поволни за срце, колку што јас знам. Така, веројатно треба сите тие вредности да бидат преполовени за да ние делуваме на некој начин здраво. Веројатно сето тоа влијае. Сакам да слушнам мислење од професорот. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, професоре, повелете. Да, благодарам за севкупното прашање. Јас веројатно малку поконцизно ќе одговорам. Во нешто по возрастната популација е многу побитен оне големиот или систолниот крвен притисок, затоа што тој ја дефинира артериската хипертензија. Малиот или диастолниот може да биде и нормален или понизок, меѓутоа ако систолниот е висок, во поголем дел од денот тогаш тоа ја дефинира артериската хипертензија, без да го гледаме диастолниот крвен притисок. Што се однесува до пулсот, ако пулсот е нисок во вечерните часови, а повисок е за време на активност, психичка или физичка активност, тогаш и нас не вознемирува. При тоа, имајте во предвид дека од 50 до 90 пулс во минута е он нормален физиолошки ранг. Се што е варијација, може би повторно да биде во физиолошка рамка, меѓутоа ако често се повторува, ако често има тахикардии над 100-110, тоа побарува проценка од лекар, вклучително и кардиолог. Многу е зборувано за исхраната, секако дека како човек старее треба повеќе да внимава во однос на начинот на живот. Посебно жените кои што го диктираат практично во семејството начинот на исхрана, затоа што ако
тука се смени видувањето, мајндсетот, тоа може да влијае и на сите други членови во семејството. Како треба да изгледа еден оброк во денот, што треба да се јади, што не треба да се... Во менопауза треба ли посебно да се внимава, професоре? Па секако да, затоа што тоа е многу осетлив период во кој што се натоложуваат масти. Се качуваат килограми. Да. И секако дека да не ми побегни мислата, да се избегнуваат дополнителни додатоци на шеќер, кога ние секидневно пиеме неколку кафиња, неколку чаеви и така натаму, затоа што замислете денеска да испиеме 3 чаеви и 4 кафиња со шеќери, па тоа е како 2 оброци да сме изели. Така да треба да се внимава во однос на тие дополнителни давања на енергенси кои што на вистина не се потребни, односно да го приспособиме организмот на нешто поприродно да ги пие тие пијалоци, односно да не бидат засладени. Имам уште двајца гледачи. Да не сакавте само уште нешто да додадете, тоа е тоа. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Ве слушаме во програма сте, го очекуваме вашето прашање. Поздрав до сите. Благодарам. И да го прашам докторот. Имам вода на срцето. Имам вода на срцето. Дали е толку штетно или не е? Така ви благодарам за вклучувањето во програма. Веројатно мислите на вода во перикардната овојница. Таа може да биде новонастаната, акутна, или ако тоа не е залечено, може да се влечи во облик на хронична состојба. Тоа секако побарува соодветна проценка и соодветно следење. Ако тоа е во некоја мала количина, ако тоа се следи повеќе месеци, може да добие карактер на едно хронично раслојување, кој што не е, да речам, животно загрозувачко, но побарува соодветно следење од вашиот лекар. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Добар ден, поздрав до професорот и до водителката. Благодарам. Може едно прашање? Секако ве слушаме. Вака, јас сум на 78 годишна возраст. Така? 92 година прележав инфаркт, миокарден инфаркт на срцето. И при тоа професор Србиновски и Лазаров констатира дека треба да се направам коронографија. И коронографијата ми ја направи професор Райзнер од Германија и Борче Петровски. И резултатот беше дека имам едно запушување 100% на ЛАД артеријата. И ме упатија да направам операција во Софија кај професор Чирков. Направив еден бајпас и после тоа состојбата на срцето ми беше сосема во ред, нормална. Се до 2015 година, кога осетив поново стенозни болки и поново направив коронографија и резултатот беше дека имам едно запушување од десната страна. Ова претходно беше на ЛАД артеријата, а сега во второ од десната страна и ми ставија стент. Од 2015 до пред една година дена ситуацијата исто така сосема нормално, со терапија редовна која што ми е препишана. Значи, примам бипресо, примам леркамил и копринеса и аспиристот, като тоа ми е редовната терапија. Меѓутоа, пред година дена осеќам некои стенозни болки поново во градите, меѓутоа нагласени кога е прилично ладно надвор и кога е поиска температурата. Иначе во нормални дневни температури не ги осеќам тие стенозни болки. Па ми треба совет, консултација од професорот што би ми препорачал. Така, ви благодарам за вклучувањето во емисија, професор, што ви препорачал. Господјата има симптоми кои што не се многу типични, меѓутоа побаруваат внимание и преглед кај соодветен кардиолог. Нас повеќе не вознемирува болката во напор, заморот кој што го има. Секако дека во терапијата на пациентката, од она што слушав, недостасува лекот хиполипемикот, оно што е за лек за масноти, така да ќе треба да направите некоја дополнителна контрола и проценка, господи. Професоре, продолжуваме понатаму, имаме уште малку време и јас би се задржала на симптомите и ве слушнавме какви пациентите имаат симптоми, но дали секогаш мора да се јави некаков знак за кардиоваскуларна болест? Може ли да не постои ништо? Не секогаш. Еден од
првите предмети што ги имаме за нашите студенти е клиничкото испитување или како боли срцето при коронарна болест, при перикардит, при расцепување на аорта. Меѓутоа, тоа не мора да биде така. Може и да биде сосема поинакво. Затоа, во проценката на пациентот секогаш оди ризик стратификацијата. Односно, дали има фактори на ризик, колку е ризичен да го тоа пројави и секако, она што го напомена Марија, дека долг период болеста може да биде асимптоматска. Тоа е тој период кога лекарот, односно здравствените работници, можат многу да направат, бидејќи да го намалат кардиоваскулариот ризик кај тие пациенти кои што имаат одредени фактори на ризик. И тука е умешноста и моќноста на семените лекари, со кои што ние доста работиме, со кои што го пренесуваме знаењето, пред да дојде на кардиологија, да се стават маснотиите во ред, да се стави шеќерот во ред, да се оптимизира вредноста на крвниот притисок, да се добие добар индекс на телесна маса, да се намали стресот и така натаму, се со цел да се намали честотата на кардиоваскуларните заболувања. Имам уште еден гледач, воедно ќе биде последен во денешната Телма амбуланта, затоа ќе го замолам што поконцизно да го постави прашањето, да има време да добие одговор. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната емисија. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете. Дали сум на линија? Да, во програма сте, ве слушаме. Да. Јас сум на 50 годишна возраст. Така? 10 години сум во менопауза. Имам оперирано тероидна. Пијам бета-блокатор од пропранолол и копрениса. Имам здраво срце, а тоа морам да го пијам најверојатно ради хормоналниот дисбаланс. Колку се штетни лековите за притисок и бета-блокатори што ги пијам за срце, а срцето е здраво? Доколку не сум по терапија, чувствувам тахикардија, хипертензија и нормално покачен крвен притисок. Ви благодарам за вклучувањето во Телма амбулант. Едно интересно прашање. Професоре, што добро, велите? господјата ги пие лековите не за џабе, него заради покачениот крвен притисок. И тоа се баш лекови за покачен крвен притисок, кои што покрај тоа го регулираат и пулсот. Здравото срце е заради, што го има господјата, заради оптимизирање на крвниот притисок. Може тие лекови да бидат штетни за Секако дека да, али срцето? честотата на тие несакани збиднувања од лековите се многу мали и се реферирани во некој ранг кој што е дозволен. Така. Колку често треба да правиме контролни кардиолошки прегледи за да се спречат болестите на срцето и крвните садови? Некогаш контролен преглед е да направиме добра лабораторија. Некогаш е тоа доволно? Некогаш е тоа доволно. Секако дека превентивни прегледи од типот на систематски прегледи... Со ЕКГ? Да, али ЕКГ-то не е препорачливо кај пациент кој што едноставно нема тегоби или нема фактори на ризик. Тоа се применува само кај оние кој што е по потреба. Значи не можете да видите врз основа на ЕКГ-то дека можеме да видиме, може би има некој запушен крвен сад? Секако дека Може и тоа можеме да да се видиме, забележи. али ЕКГ-то е комплементарно на анамнезата и на клиничкиот преглед. Самото ЕКГ не може да биде да кажеме, ова има болест или овој нема болест. А ихо на срце? Ехото секако спрема соодветна индикација. А тоа мора да постои некоја болест во која што ќе процениме после одреден временски период дали има реперкусии на срцето во однос на структура и функција. Значи ЕКГ, ихо на срце само по индикација, а добра лабораторија е дел од проценка со контролните анамнеза, прегледи. клинички преглед е она кој што влегува во превентивни прегледи. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Навистина една прекрасна емисија, исполнета со убави информации кои што јасно ни ги пренесовте. Благодарам и вам. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што наследевте. Ви посакувам пријатен ден.